почитувани представници на медиумите, почитувана јавност, Република Северна Македонија, како и многу пати досега, покажува дека е активен и кредибилен партнер, односно земја членка на Европската на НАТО алијансата, кредибилен сојузник кој и на дела дава свој придонес во тоа што го нарекуваме колективна и заедничка безбедност. Се разбира, сега веќе на 31 земја членка на алијансата. Армискиот полигон Криволак во периодот од 22 мај до 2 јуни ќе биде домакин на вежбата која за оваа година ја најавуваме како најголема вежба која што ќе се случи на територијата на Република Северна Македонија, брз одговор 23, на кој што ќе земат учество повеќе од 1850 војници од 5 држави, односно 4 сојузнички, Република Северна Македонија, Соединетите Американски држави, Албанија и Црна Гора и една партнерска земја, а тоа е Косово. Една од клучните алки за безбеден регион и безбедно НАТО се разбира нашата интероперабилност, односно можноста да работиме заедно, да ги запознаеме и подобро да ги сработиме заедно процедурите и потребата да делуваме како една сила која гарантира мир и безбедност. Главната цел на оваа вежба е развивање на способностите за здружено действување, кои понатаму ќе бидат гарант и се веќе гарант за безбедноста на регионот и на алијансата. За нас како земја е исклучително важно што повторно ќе покажеме дека нашиот најголем армиски капацитет, односно полигонот Криволак, ќе се искористи и понатаму за изведување на големи и комплексни вежби на нашата територија и дека ние имаме способност како земја домакин да го приредиме, се разбира ова, меѓутоа и да вложуваме и понатаму во развојот на интероперабилност. Затоа и всушност продолжуваме и со развојот и вложувањата и во армискиот полигон. Оваа вежба е уште еден приказ на стратешкото сојузништво кое го имаме со Соединетите Американски држави, наш докажан партнер и сојузник во алијансата. Заедно се развиваме, се поддржуваме во развојот на воените капацитети, а со тоа се разбира ја гарантираме и колективната безбедност. Во оваа прилика би се заблагодарила на заменик амбасадорот Мејер, меѓутоа се разбира и на амбасадата и на Соединетите Американски држави за континуираната поддршка која имаме, особено во делот на одбраната. И на самиот крај, се разбира, не помалку важно е, и она што го напоменав и на брифингот, а тоа е посветеноста на Министерството за одбрана и на армијата во заштитата на животната средина и за оваа вежба, исто како и минатите години, во соработка со Универзитетската лабораторија Апикон, организирана мониторинг на влијанието на вежбовните активности врз животната средина. Сите досегашни мерења кои беа изведени во рамките на претходните вежби покажаа дека нема негативно влијание и убедени сме дека и оваа вежба ќе помине исто така без негативно влијание за животната средина. Ви благодарам.